Револуционерната искра запалена пред повеќе од 100 години ја воскресна идејата за слободна и независна Македонија. Идејата преку револуционерно организирање и борба стана реалност. Затоа токму на денешен ден го чествуваме зародишот на македонската револуционерна борба. На 23 октомври според стар календар 1893 година во куќата на Иван Хаджи Николов во Солун се собраа Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Попарсов, Антон Димитров и Христо Батанџиев и го формираа Македонскиот револуционерен комитет. Првиот организиран облик на борбата за ослободување на Македонија го доби името Внатрешна македонска револуционерна организација ВМРО или Внатрешна македонско-одринска револуционерна организација. Оснивачите на организацијата почнуваат да ги шират револуционерните идеи меѓу прогресивната младина во Солунската екзархиска машка гимназија. Навргу учениците во гимназијата создаваат кружоци, тајни групи и други организации на кои се шири идејата за ослободување на Македонија. По завршувањето на школувањето учениците почнуваат да агитираат во родните места. Емисарите на ТМОРО вршат обиколки по селата во Македонија и Одринска Тракија и формираат месни комитети. Откако на овој начин се формира структурата на организацијата, се започнува со процесот на создавање на вооружени чети и почнуваат набавките на оружје по илегални канали. Организацијата имаше своја заклетва: се колнеме во името на Бога, верата и честа, дека од сега ќе служиме колку што можеме за слободата на Македонија и Одринско, ќе ги слушаме наредбите на нашите главатари, нема никому да ги кажеме скришните народни работи. Ако не ги слушаме наредбите на нашите главатари, ако некому свесно или несвесно кажеме за она што сега го гледаме, слушаме или работиме, да бидеме обиени од браќата со оружјето кое сега го целиваме. Амин. Формирањето на ВМРО значеше почеток на организирано македонско ослободително движење кое се залагаше за ослободување на целата територија на Македонија, како и на Одринскиот регион. Преку Илинден 1903 и Крушевската република, преку Народно-ослободителната војна резултира со создавање модерна самостојна македонска држава, која е создадена во Вардарскиот дел, додека поголемиот дел од географска Македонија остана во рамките на Грција и Бугарија, а мали делови се денес во Албанија.